почитувана председателка на комисијата, почитуван министер за внатрешни работи. Добро е што е вака можеме да се видиме во собранието да подискутираме во врска со некои законски промени кои што ни се случуваат четврти пат откако сте вие министер на конкретниот закон, значи 2016, 19, 20, 21, колку пати е менуван овој закон за патни исправи. Ова е само резултат на непрофесионализмот и на немањето на доволен капацитет во Министерството за внатрешни работи, затоа што доколку сме имале капацитет и луѓе кои што ја познаваат проблематиката, нема да не се случуваат толку чести законски промени. И нема во моментов да зборуваме за образци, за каде ќе одат парите, дали ќе одат во буџетот на МВР или ќе одат во главниот буџет на Република Македонија. Тоа е техничка работа, тоа е технички детал. Денеска ние треба да зборуваме за партизацијата, треба да зборуваме за аматеризмот, за непрофесионализмот и за немањето на авторитет на Министерството за внатрешни работи, посебно во делот на последниве случувања со најавите, односно дојавите за бомби, кои што е веќе трет месец не успеваме како држава да се справиме со нив и кои што ни представуваат сериозен проблем на општеството. Не зборувам само во делот на безбедноста, туку зборувам и во делот на општеството. Сето ова што досега го кажав, значи во делот на партизацијата и немањето на, односно целостен аматеризам и немањето на професионализам, од една страна ни докажува дека министерот целосно ги контролира институциите, односно неговата институција со која што раководи, меѓутоа не ја контролира безбедносната состојба на теренот и тоа е фрапантно за мене. Министерот веќе влезе во 8 година на министерување, од 11 ноември 2015 година е министер за внатрешни работи, имал сосема доволно време да ги развие потребните капацитети за борба со овие закони. Меѓутоа, ова е тема за која што ние поднесовме веќе барање, имаме веќе и согласност од комисијата. Најверојатно во текот на едната недела ќе се свика седница на која што ќе ги расправаме овие работи и ќе можеме подетално да поразговараме. Би сакал само да искоментирам уште една работа. Денеска министерот, поврзано со конкретниот случај, најави дека за дојавите со бомби ќе расправал Советот за координација на разузнавачките служби, односно комитетот. И сега вие, вака ако погледнете во изминатиот период, ниту еднаш досега не заседавал тој Совет за координација на разузнавачки служби под раководство на актуелниот премиер Димитар Ковачевски. Тој Совет за координација не се состана, внимавајте, ниту за случајот со Онишченко, случај кој што и нанесе тежок срам на Република Македонија. И сега ќе заседавал тој Совет за бомбите. Тој Совет, знае министерот многу добро дека нема никаков оперативен капацитет, значи тамо не може ништо да се дознае ново. И тој Совет на некој начин во изминатиот период е фрлен во нокаут. Зошто е фрлен во нокаут? Затоа што некому така му одговара. Доколку имало свикување на тој Совет во изминатиот период, можеби ќе се потврдеа индициите, односно информациите кои што ги кажа председателот на државата, господинот Стево Пендаровски, дека Агенцијата за разузнавање имала информации за Онишченко, меѓутоа не била прашана. Тоа можеби тамо ќе било исподелено. Така да уште еден доказ дека системот, односно институциите, не функционираат. Зошто се доведуваме во ситуација да менуваме неколку пати закони и зошто се доведуваме во ситуација да зборуваме за овие состојби денеска? Да, знам дека дофрлате од место, не е во ред да дофрлате од место, затоа што и вие сте родители, вие сте загрижени како што сме загрижени сите ние за овие состојби. И јас сакам да зборуваме за овие состојби, затоа што ако мислите дека ова не е важно за граѓаните, тогаш да ја прекинеме седницава и да зборуваме за некои други детали, кои што се сосема неважни. Да, земете реплика, ќе ви одговориме. Во изминатиот период, реков, министерот е во 8 година министер за внатрешни работи, неколку пати се случуваат промени, меѓутоа не учиме ништо од грешките. Во изминатиот период се дава тендери на фирми кои што беа поврзани со лица од црната листа на Соединетите Американски држави. Ве молам за парламентарност да изслушате, гледате дека сето ова што го зборуваме во насока на
заедничкото добро. Мислам дека и вас би требало да ве интересира на какви фирми се даваат тендери на лица од црната листа на Соединетите Американски држави и мислам дека ова би требало, јас знам дека не сакате вие за ова да зборувате, меѓутоа би требало да ве интересира, затоа што на овој начин ја срамите и државата. Сега, не научивме од тој пример и тоа не се случуваше само во Министерството за внатрешни работи, ова се случуваше и во Министерството за одбрана и во други институции. Меѓутоа да не навлегувам во конкретните предмети. Не научивме ништо од тој случај, никој не понесе одговорност, па ни се случи случајот со 215 пасоши, токму поврзано со денешниот предмет односно денешниот закон. И тука не научивме ништо, значи не излековме никакви поуки, никој не понесе одговорност, односно одговорност понесоа многу ниско рангирани, ниско профилирани службеници. Имате изјава од судиката што го водела предметот почитуваната Олја Ристовска. И тамо многу јасно судиката кажува дека се заштитени поединци од врвот на Министерството за внатрешни работи во делот на случајот со издавањето на патни исправи. Никој до денеска не ја искоментира оваа изјава и никој не од владеачкото мнозинство не се дрзна воопшто да праша дали е тоа навистина така. Еве јас прашувам и денеска дали е тоа така или не е така. И затоа ни се случува да имаме една кулминација со издавање на пасошот на рускиот шпион, за кој што досега никој не понесе одговорност, ама буквално никој не понесе одговорност, се обидува власта на некој начин да ја замајува јавноста, ќе го сменеле директорот, ќе ставеле исто директор кој што е поставен од претходниот директор, значи со негов потпис, човек кој што учествувал во проверката за така наречениот руски шпион. И денеска ќе се обвинуваме овдека дали треба да зборуваме или не треба да зборуваме за она што и се случува на Република Македонија на безбедносен план, па и на меѓународен план. Во изминатиот период видовме дека Министерството за внатрешни работи нема никаков авторитет да ја спроведува својата уставна надлежност во Република Македонија. Зошто е тоа така? Затоа што имаме енормна корупција во Министерството за внатрешни работи и енормна партизација. Вие имате случаи каде што имате кражба од магацини на Министерството за внатрешни работи, досега никој не понесе одговорност. Вие имате забошутување на случајот со заменик министерот, со неговиот син, лице кој што бега со флешери по Скопје, недела дена се крие не може да се најде случај, односно да се најде сторителот, министерот излегува, кажува дека не го возел тој возилото, а при тоа не знае кој го возел возилото. Па се чека седмица цела за да се установи кое лице ќе го набедат за да излезе да прифати одговорност. Ќе ве молам, ова е од сериозен интерес за безбедноста на државата, без разлика што ова ја тангира вашата коалиција на СДС и ДУИ, мислам дека во овој момент ова е сериозен интерес за безбедноста на државата. Ви имате ситуација со кревање на банкомати во Чаир, банкомати во воздух со експлозив, и никој за ова не зборува. И сега сакате ние овдека да зборуваме за технички детали, дали парите ќе оделе во буџетот на МВР или во централниот буџет на Република Македонија. Ќе ве молам, мислам дека сите треба да бидеме одговорни и да побараме одговорност од министерот за внатрешни работи. Сето ова се случува поради целосната партизација на системот во социјалните мрежи, значи на социјалните мрежи деновиве излегуваат информации. Дел ги објавуваме ние како пратеници, а дел излегуваат по социјалните мрежи. Никој не коментира за целосната партизација во Министерството за внатрешни работи, партизација поради која што се уништуваат капацитетите. И затоа не може да се пронајдат тие што ги односно што ги дојавуваат бомбите, и затоа не може да се пронајдат оние што ги сфрлаат полицајците од Рачиново за уши, да ми простите, нека ми простат и полицајците, затоа што некој некаде платил за да тоа не се открие. Имате ситуации каде што медиумите објавуваат дека сопружници на наши колеги и колешки се унапредувани по 3 скалила од еднаш и повеќе за помалце од вон законски одредби. Јас нема да должам, тука би завршил, да, не ме прекинувајте, дозволете ми да се доискажам. Тука би завршил, не ми цитирайте на мене деловник, ќе ви се молам, безбедноста на државата, мислам дека има врвен приоритет и ова би требало сите нас да не заинтересира, затоа што сите
заедно сме во оваа Република Македонија погодени од ова што ни се случува. Ни се случува еден класична анархија во Министерството за внатрешни работи, која што не успева министерот за внатрешни работи да ја санкционира, напротив, дополнително ја стимулира и за истото треба да се понесе одговорност. Мислам дека во државата не може да бидат полицајци кои што се криминалци осудувани, кои што лежеле затвор, а сега да бидат поставувани на клучни позиции. И мислам дека за ова треба сите да се запрашате. Поврзано со законското решение што денеска е тука, уште еднаш ќе повторам по трет пат, сосема е неважно каде ќе одат парите, дали во буџетот на МВР или во централниот буџет. Ви благодарам.